Со Максим Каевски ќе разговараме за неговиот подвиг храбро против предрасудите во општеството и една многу убава порака до неговата генерација. Тоа е 9-годишно момче со една многу убава хумана мисија. Добро утро. Добро утро. Како си, Максим? Одличен. Одличен. Дали знаеш сега вака кога те видов, се навратив кога те видов прв пат, а тебе не ти текнува кога сме се запознале, тоа беше многу одамна, кога ти правеше колачиња заедно со мама, дел од вкусни, приказни, едни здрави колачиња ги правевте. И тогаш повторно имавте една многу убава проект, мисија со мама. Да, мислам тука беше. Така? Да. Да. И не ти текнува кога сме се виделе? Ова е Ника, твојата сестричка? Да. Да. Максим, каде учиш? Во школата Ѓорѓе Полевски. А во Ѓорѓе Полевски, добро, тоа е во општината Аеродром. Сега си трето оделение. Да, трето пет. Да, трето пет, добро. Многу интересно тоа што за твојата генерација ти си, можам слободно да кажам, херојот на генерацијата, со оглед на проектот кој што сам си го замисли, во кој што сам влезе. А може да ни кажеш која ти е мисијата? Па мисијата ми е да разберат децата кои ме зафркаваат заради мојата долга коса, дека ја пуштам за која ќе е доволно долга, ја ишишам и донирам за некоја дете болно од рак. А како во суштина ја доби таа идеја? Па, Што се случи? Како ја доби таа идеја? На поточиња, јас одамна многу сакав поточиња и јас гледав и видов на една песничка дека имаше едно дете кое што беше како келав. Добро, и ти се распрашаш кое е детето, што Да, е ја го детето? прашав тато и он ми одговори дека тоа дете е болно затоа што се родило со коса, но му испаднала. И сега јас во себе малце се подсмевнував, ама он ми кажа не е за подсмевнување тоа, туку е за жалење. Жално е. На вистина е така и многу е важно тоа родителите каква информација ќе пренесат на децата и може да кажам слободно дека твоите родители треба да се горди, добро ја завршиле работата како родители. И што тогаш што почувствува сожалување, почувствува потреба некако да му помогнеш на тоа детенце. И што се реши да направиш? Се решив да ја раснам мојата коса и да ја ишишам па да се донира на тоа дете или на некое друго дете од Македонија што ќе могу да насмевнам лицето. Така, за да може да се насмевне лицето и се распрашувавте, јас еве не знам каде се прави тоа, каде се донира косата, како оди тој процес, се распрашавте? Па не баш, не знам јас, сама мајка ми и татко ми мислам знаат. Да, знаат, се распраша каде може и у суштина ти треба да отидеш на фризер, косата да ти ја скратат, така, кога доволно ќе ти порасне. А сега до кај колку е порасната? Не знам, не сме измерили уште. Ама треба уште малку, така? Да, треба само најмногу 30 сантима. А 30 сантими треба, добро. И ја зимате, ја пакувате косата и ја праќате во Велеска некоја тетка која што не знам дали беше периките? Не знам дали беше навистина во Велес, само негде во Македонија. Во Македонија, да, се разбира. Би сакал подоцна да го запознаеш тоа детенце кое што би ја добило твојата коса, да се запознаеш со неговата приказна. Па да, би сакал, ако и тоа сака. И тоа сака, да. И она што е уште важно што треба да го кажеме, дека ти одново и одново би го направил овој процес повторно. Да. И повторно, и потоа кога ќе скратиш, повторно би ја пуштил косата и повторно би го направил. Дури кога би пораснал тогаш исто. И кога би пораснал, повторно истото би го правил. Браво, Максим. Го кажа тоа на другарчињата? Па не баш, само им кажав дека ја донирам косата. Мислам, ја раснам за кога ќе е доволно долга, ја ишишам и донирам за некој дете болно од рак. А што се случуваше? Другарчињата те задева, па мораше некако да се одбраниш, да им кажеш што се случува? Не, имав една другарка која што малце ме задеваше, дека кога одам, еднаш отидов надвор со пуштена коса, не знаев каде ми беше еластичето, па
Јас отидов надвор и ја сретнав таа другарка Марта и ми кажа личам како девојче. И јас после одма си отидов дома, затоа што се засрамив, малце бев тажен и сега не може вака поеќе, ќе си ја скратам косата. Така си рече кога дојде дома? Па да, така некако. Да. Мислам, не си дојдев дома, туку јас и во градинка ме зафркаваа некој, а и дури во школа. Ме зафркаваат за кога ќе одам, мислам, за косата ме зафркаваат, да, ама кога одам во тоалет, треба, мислам, не треба, туку ми кажуваат дека женското WC е на другата страна. И сега, јас ја им кажувам дека сум машко. И сега, јас во градинка кога бев, си кажав не можам веќе вака, ќе се ја скратам косата, и ја му кажав така на тато, и тато ми одговори дека не треба да се менуваш заради другите како ти викаат. Така е. Ти како што си се чувствуваш, така треба. Сега веќе кога си поголем, како се чувствуваш ти, им го кажуваш тоа на другарите дека секој треба да има свој стил, дека секој треба да се биде единствен. И ако сака да има долга коса, да има долга коса. Да, ја на второто видео мислам што го снимив го кажав тоа. Го кажа дека секој треба да си биде свој. Да. Да. И што велиш, она што би сакала да ги подсетиме повторно твоите другарчиња, дека забараваат малку хероите на кои што сите се восхитуваме, како Аквамен и кои се други сите има долга коса. Па не само херои, туку има и фудбалери. Добро, ете јас не ги знам. Ајде, кои се тие фудбалери сите што ги гледаме има долги коси? Па немаат сите, ама имале или имаат. Па сега Халанд има долга коса, Бекам имал долга коса порано. Добро. И Ибрахимовиќ има се уште долга коса. И носи репче, така, добро. И Халанд исто така носи во репче. Ама, не знам, има и Меси одамна имал долга коса, ама не многу долга, туку негде до тука. Добро, ама имал долга коса. Да. И никој не им вика, вие сте девојчиња, туку сите се восхитуваат дека си тие познати или фудбалери или херои. И колку е лошо тоа, како влијае лошо другарчињата кога без да размислат кажуваат нешто и неа не знаат ни заднината во суштина. Што е, а кажуваат нешто со кој што може и да навредат и да те повредат, па да те предомислат во сето тоа што планираш да го направиш. Па, не знам. Многу е лошо. Да, лошо. Да. Вие се зборувате другарчињата меѓу себе на таа тема? Па, не. Не ме прашуваат. Туку само ми кажуваат дека сум интересен. Еве, кога бев во... ама кога беше тоа завчера, завчера или вчера, бев надвор и видов една тетка која што ми кажа дека јас сум баткото кој го снимал тоа видео и она го видела и ставила мислам лайк. Да. И ми кажа браво за видеото. И така и еден И каже колку е убаво чувството. Да. Да, многу е убаво. Би посакуваш нели другарчињата да ти кажат браво Максим ова што го правиш. Ај може би и ние да го направиме. Па да, може, мислам, да, може и они да го направат ако сакаат, ама ако не ќат, не ги терам јас со сила. Апсолутно. Зошто е тоа така? Зашто секој треба да си биде свој, така? Како кажуваш ти во видеото? Па дека секој треба да си биде свој, треба да си одбере каква коса сака да има, или кратка или долга. Не ги споменавме тука рок звездите, тие нели сите се со долга коса. Да, ама не ги знам баш тие. Да, добро, не ги знаеме, но еве, ги гледам и рок звездите, така и тие се со долга коса. Зошто изгледот да биде пресуден за некој какво дете, дали ќе се дружиме со него или зошто да биде тоа? Така тоа се случува често во генерациите, во твојата генерација? Па не. Не често. Но, она што би сакала да го споменеме е дека ова е нешто што ти не се откажуваш, така? Не. Апсолутно. И дека не е важно никакво влијание и кој што кажал и како кажал од страна, не е важно, ти си решен и ќе до крај ќе издржиш во твојата мисија и ќе ја направиш обново.
И ако некој те праша од другарите како се јас да го направам тоа, што треба да направам, ќе го посоветуваш. Јас ќе му кажам што треба да направи и толку. Да? Он може би пија пораснал неговата коса. Ама гледам другарите често се шишат на секои 2-3 месеци, па јас не ќе да се шишам се додека не порасне мојата коса и до тогаш не. До тогаш не се шишам. Така е. Многу убави видеа споделуваш. Може би некој ќе рече ти си многу мал за да ги споделуваш видеата или, но во суштина сите ти имаат многу убава порака до твојата генерација. И сакаш да разговараш за тоа дека не треба да постојат предрасуди, дека не треба да постои никаков проблем кој што ќе овозможи едно убаво и слободно детство. Бар таков печаток добив од видеата што ги видов. Да, не сакам некој да ме задева, кој што не знае кој сум, што сум и каде сум. Мислам, само кој сум и што сум. Не сакам некој да ме задева кој што не знае кој сум јас или што сум ја. Да, да. Од кога излезе видеото и од кога и возрастните сите се воодушевија од тебе, кога немаше кој више не го изгледа видеото, некој од другарчињата ти кажа, Максим, те гледав? Па, само ми кажа дека сум, вчера, завчера. Освен таа повозрастната госпоѓа што те сретнала и што ти кажала дека те гледа. Па не е само и тоа, туку едни, како се викаше, другари на мама и мене ми па да, и на мама и на тато се малце другари и сега ми кажа дека сум станал како славна звезда. И посакувам да бидеш славна звезда, знаеш зошто? Затоа што во славните звезди се огледаат и сакаат, тоа се идоли на генерациите и можеби ќе потикнеш повеќе дечиња да го направат истото. Да. Да, и дека не треба да постојат предрасуди дали е машко, дали е женско. Така ли е? Да. Така. Јас многу ти благодарам затоа што беше денеска тука и затоа што дојде и ми испочитува и ја сподели твојата приказна заедно со мене и со гледачите. И верувам дека со ова што го раскажавме, можеби денеска во домовите ќе отвориме дискусија за разговор помеѓу семејствата, родителите со децата, малку повеќе да разборуваат на оваа тема, дека треба да се почитуваат различностите, така? Да. Да, дека оној кој што е малку поразличен, дека не треба да му се подсмеваме, туку треба да го почитуваме и да ја запознаеме приказната која што ја носи. Да, има и како една книга, мислам лектира, која што се вика Децата од моето училиште. Ја знам. И сега има еден расказ што се вика различни, но сепак исти. Тоа е затоа што имаше едно детенце кое што беше во количка и му требало помош. Тоа ги совладувало се уште некои такви, како се викаше, го заборев тоа. Добро, некои вештини веројатно за полесно да може да функционира. Да, ги совладувала и еден ден дошла во школа. Добро. И наставничката ја представила. Така. И она била многу среќна затоа што ги видела другарчињата од училиште. Таа прв пат била во школа. Не била никогаш во школа, туку од дома. И кога имала можност веќе да се дружи и со другите другарчиња. Да. Да. На крај, веќе можам слободно да ти оставам простор, сакаш да ги поздравиш, нешто да им кажеш на другарчињата и на сите оние кои што се твоја генерација? Па, да, само сакам да им мафнам. Поздрав до сите. Ти благодарам, Максим. Може да се видиме повторно кога ќе биде доволно долга косата и кога ќе ја пратиш таму каде што треба и ќе се направи периката и ќе заврши оваа твоја мисија. Може да се видиме повторно? Океј. Договорено? Ете така.